Добър ден. Добър ден. Нека може да започнем, па оние што ќе ни се придружат подоцна може да се приклучат. За оние што не ме знаат, јас сум Весна Тошевска, наставник по француски јазик во Основното училиште Јосип Броз Тито во Валанто. За денес ќе се обидам да ви представам неколку алатки или веб страни кои што може да ги користиме за да направиме интерактивна презентација, интерактивно видео и една таква веб страна на која што можеме да направиме интерактивни квизови кои што може да ги користиме и во проектите на Edwinning, а и во онлайн наставата или пак не мора да биде само онлайн, може и да биде и за другата со физичко присуство. За почеток ќе почнам со Pear Deck. Веб страна или апликација, како да ја наречеме, која што ни овозможува да направиме она што ќе биде за подоцна. peardeck.com е страната на која што можеме да најдеме оваа апликација. Сега може да ја користиме и со Google Slides, може да ја користиме и преку Microsoft. Јас ќе ви ги представам и двата начина и ќе видиме која е разликата помеѓу употребата со Google и со Microsoft. За да се најавиме на ова веб страна или апликација, Pear Deck, одиме на Teacher Login и ни дава две опции. Едната ни е да се најавиме со Google, другата ни е да се најавиме со Microsoft. Може и со двете, и тоа во исто време не е проблем. Еве ќе почнеме први со Google, што ќе ни овозможи и како можеме да ја користиме доколку се најавиме на Pear Deck со нашата Gmail сметка. Бираме, нашата Gmail адреса и веќе сме најавени на Pear Deck со нашата Gmail адреса. Ова е мојата сметка, што ни овозможува, односно каква презентација може да направиме со Pear Deck. Што значи тоа интерактивна презентација? Можеме да одиме од тука, Create a lesson, и ќе не пренасочи на страната со која што ќе можеме да креираме презентација. Истото тоа може да го направиме и преку нашата Gmail адреса, одиме во Google Apps, бираме Google Slides
И повторно сме во Google Slides, каде што, односно на истото место во кое што се вклучив од тука. Може од таму, а може и од тука. Како да направиме презентација со PR Deck? Одиме на... сега сме во Google Slides, мислам дека ова ви е познато, ви е јасно. Одиме на нова презентација. За да ни биде оваа презентација со PR Deck, одиме овде. Add-on, PR Deck for Google Slides, Add-on, и одиме на Open PR Deck Add-on. Ова можност, значи е сега од неодамна, да ја користиме PR Deck со Google Slides. Она што е убаво и што е корисно, не мора да правиме нова презентација, туку на пример може да се искористиме некоја веќе стара презентација во PowerPoint, а тоа ќе го направиме преку файл, import slide. Овде ни се појавуваат презентациите што ги имаме во Google Drive, а може и да внесеме некоја PowerPoint презентација која што имаме во нашиот компјутер. Значи, презентација која што претходно сме ја правеле, која што претходно сме ја користеле, е обична PowerPoint презентација, сега ќе ја направиме да биде интерактивна со PR Deck. Одиме на Upload, ги селектираме кои слайдови ги сакаме, не мора сите, може некои само да ги селектираме и одиме на Import Slides. Или пак можевме да си направиме сосема нова презентација, сето тоа во зависност од тоа што сакаме да го представиме. Сега што е тоа поразлично, што ќе го добиеме со PR Deck. Овде на страната имаме Ask Students a Question, ако сакаме да им поставиме прашања на учениците. И тоа имаме да избереме прашањата да бидат во форма на текст, да бидат со избор, бројка, да ги пренасочи на некоја веб страна, да пишуваат или пак да поврзуваат. А можеме да искористиме и веќе готови темплејти, со тоа што ќе отвориме на Template Library. Значи, ова кога ќе го отвориме Google Slides, отидовме на Add-on, отворивме со PR Deck, ова од десната страна мени ќе се појави и можеме тука сега да ги искористиме овие интерактивни слайдови. Ако сакаме да избереме некој веќе готов, имаме на почетокот од лекцијата, во текот на лекцијата или на крајот од лекцијата. Или пак да избереме некој си од овие тука што се понудени. Можеме и по предмети. Имаме, например, природи, математика, наука, јазици и така натаму. Одиме по ред. На почетокот од лекцијата ќе ни ги даде овие тука слайдови кои што може да ги избереме и кои што би сакале да ги вметнеме во нашата презентација за почетокот на лекцијата. Еве, на пример, ќе го изберам ова. Ова можам да го сменам, да не биде на англиски. Еве ќе напишам, на пример, јасна домашната задача. Понатаму продолжуваме со презентацијата, објаснување, нормално слайдови кои што сметаме дека треба да стојат за да им ја предадеме лекцијата на учениците.
И во текот на лекцијата сакаме да поставиме некое прашање да видиме дали е јасно, дали учениците не разбрале. И повторно имаме слайдови кои што можеме да ги избереме од понудените во зависност од тоа какво прашање сакаме да поставиме. Дали биде да дополнат текст, дали да биде со точно, неточно, или пак можеме да избереме некој од овие веќе понудените што се дадени. Значи имаме, овие се со поврзување, еве например, можам да го ставам овој слайд. Сега, темата баш не е поврзана со презентацијата, но ова е чисто да видиме како функционира. Можам да ги променам овие. Значи сите овие тука што се веќе дадени, можам да ги сменам, можам да ги тргнам, можам да ги избришам, можам да оставам едно-две. Значи, ако е даден како шаблон слайдот, може да промениме на него било што. Или пак, еве, можеме да ставиме и ваков слайд, на кој што ќе бараме од учениците, например, тука вели да ги пронајдат земјите во кои што се зборува шпански. Јас можам да го избришам ова и да ставам некое друго прашање, например, каде сака да патуваш? И така натаму имаме безброј, мислам не безброј, туку имаме повеќе видови на слайдови кои што можеме да ги одбереме и да ги вметнеме во нашата презентација. Можеме со допишување, превод, ова бидејќи го избрав сега за јазици, затоа ми нуди вакви слайдови. Математика, еве, исто имаме, нели, понудени повеќе видови на слайдови со веќе некои прашања, но не мора значи да биде истото тоа, туку можеме да го промениме. Можеме, например, да додадеме тука димензии и да бараме од учениците да пресметат на плоштина, периметар и така натаму. Си продолжуваме понатаму со презентацијата и сакаме, например, да поставиме прашање за на крај од презентацијата, дали било јасно или пак да дадат нивно мислење или пак нешто како нивен повратен одговор. Еве, например, може да го ставиме ова, да напишат учениците, само што ова ќе треба да го поместам подолу, за да дојде на крајот. Да напишат учениците што е оно што го запомниле од денешната презентација, од денешната лекција. Значи, ова е на англиски, ама можеме да го промениме, не мора да стои така, може да го смениме и да напишеме на македонски или на било кој друг јазик кој што го предаваме. Што научи од денешната лекција. Можеме да ставиме, еве има исто, нели, за тоа како се чувствуваат, како дали им било јасно, дали успеале да го научат тоа што било презентирано. Значи, можеме да избереме најразлични видови на шаблони кои што ќе ни помогнат да ја направиме оваа презентација интерактивна и да видиме во текот на часот до каде стигнале нашите ученици со совладувањето на материјалот. И сега некои од овие не се достапни, доколку нели ја користите онаа основна базична претплата, бесплатна што е, но сепак дава еден месец како
или да пробате да видите што се има ова премиум, па потоа откако ќе помине тој еден месец, па ви дава уште 15 дена за да го продолжите тоа пред да се одлучите да преминете на премиум. Овие мислам дека не ги нема во онаа базичната што се со поврзување. Инаку другите слайдови можат да се користат сите. Сега, откако сме додале тоа што сме планирале да го ставиме во нашата, ја кажеме, презентација за да ја направиме интерактивна, како тоа да го споделиме со учениците. Завршивме со презентацијата, ставивме тоа што планиравме да го ставиме, одиме на старт лесон. Откако ќе кликнеме на старт лесон, ќе ни се појават две опции кои што може да ги избереме. Едната ни вели дека учениците можат сами да се движат низ презентацијата и да одговараат тогаш кога им одговара на нив. Другата е, која што сега ќе ја одбера, е учениците да не можат да се движат сами низ презентацијата, туку наставникот да ги води низ неа. И одговорите да бидат синхронизирани, значи во моментот кога ќе се побара тоа од нив. Откако ќе кликнам на ова, сега ќе се појави линкот кој што ќе треба да го споделиме за да може да ни се приклучат учениците. Може да се приклучат преку код, значи одат на joinpdec.com, го пишуваат кодот, а може едноставно со линк. Значи го копирам линкот. Сега, бидејќи овде чатот не функционира, ќе пробаме. Ќе пробам вака, дали ќе може. Испратив на Силвана. Дали функционира вака преку порака линкот? Дали ја доби Силвана пораката? Се уште не. Не? Не. Весна, кај мене стигна една порака. И кај мене стигна. Значи само како приватна порака може. Ај ќе пратам на неколку, колку само да видите како
испратив кај Силвана и кај Татјана, кај Васко и кај Тања. Уште некој ако сака да ни се приклучи, морам вака како приватна порака да ги праќам. Ако сака уште некој да му испратам, па ќе ви покажам како функционира со учениците, за да не губиме време. Двајца ученици успеале да се конектираат. За да се конектирате ќе ви побара да се логирате преку вашата Gmail адреса. Тука сега ми покажува тројца успеале да се поврзат. Ќе почекаме од тие неколку што ги испратив да се поврзат, па да видите како ќе функционира, односно како ќе оди презентацијата. Другите можете да гледате на екранот кој што јас ќе го споделам. Инаку не знам зошто не функционира вака чатот во состаноците, или многу поедноставно, многу полесно ќе беше доколку го споделиш линкот во чат и сите ученици ќе имаат пристап од таму. Весне, а зошто е бела? Заради тоа што ти треба да... Да, затоа што јас не сум ја почнала презентацијата. Значи се додека не почнам јас, кај вас ќе стои бел. Избера таа опција, затоа е кај нас бела. Да. Рано. Може да се смени, подоцна ќе видите нели како може да се промени тоа. Еве тројца има поврзани, мислам дека може да почнеме за чисто да видите како функционира тоа. Потоа одиме, откако не се поврзале учениците, одиме на Open Teacher Dashboard. Ова клас ростер, може би грешка го прочитав, не кажува кои ученици ни се приклучиле. Односно, ни ја дава листата на ученици кои што ни се приклучиле на презентацијата. И сега, бидејќи тука ова е бело и кај вас останува бело, немате вие можност да се движите низ презентацијата, бидејќи го одбрав тој начин. Ако јас одам на следниот слајд и кај вас ќе се појави следниот слајд на кој што треба да одговорите со дали беше јасна домашната задача со лајк или дислајк.
со влечење на крупчето, одговарате со лайк или со дислайк. И сега можам да видам. Татјана Георгиева, така или грешка сум? Одговорила со лайк. Да, така. Георгиевска. Васко Ангелов одговорил со дислайк. Другите ученици, Тања и Македонка, не ми одговориле. Значи имате Кај мене е бело. Воопшто ништо не се гледа. Се уште е бело. Да. Не знам, нешто да не е проблем со интернетот. А кај мене Весни, јас кликам на лайк, ама не покажувам. Не, кај тебе покажува дека си офлайн. А зашо така? Не знам. Излезејте од линко и повторно влезејте. Се додека сум јас на овој слайд и кај вас ќе биде значи овој слайд. Не можете да се движите низ презентацијата. Ако јас се префрлам на следниот слайд и кај вас ќе се промени слайд. Значи одите и вие на следниот слайд. Како ги менувам јас слайдовите, така ќе се менуваат и кај вас. Еве, например, сега сме на овој слайд на кој што требаше да се поврзат сликичките со зборовите и повторно чекам одговори. Сега Тања има одговорено. Оно што исто е убаво, нели, во овој вид на презентација, што во сега, значи додека одговараат на дадената задача, јас можам да дадам фидбек, коментар, односно повратна информација, да така да кажеме, за оно што го направиле децата. И сега, например, еве ќе напишеме одлично. И ова, откако ќе го испратам, ќе се појави кај Тања. Значи долу во десниот агол некаде треба да се појави дека сум ти дала повратна информација. Истото тоа можам да го направам и на другите. Значи додека работат задачата, им давам повратна информација, дали е добро или не е добро. Тоа е тоа што ја прави, нели, овој вид на презентација интерактивна. Во моментот додека предаваме, додека објаснуваме, додека учениците ги работат задачите, можеме да им дадеме повратна информација. Следниот слайд ни беше со картата на светот и прашањето каде би сакал да патуваш. Имате вакви кои што треба да ги поставите на местото или на државата каде што би сакале да патувате. Може да изберете да биде знаменце, може да биде она или знакчето што е за локација или оваа со крупчето и да го поставите таму каде што би сакале со влечење. Можам да видам, да проверам кој како одговорил со тоа што, нели, ќе се придвижам до знакчето кое што е поставено и ќе ми каже, ќе ми покаже кој го одговорил тоа.
можем да дадам звездичка како пак некоја повратна информација. Значи тука ова нема за да напишам повратна информација, не ги сопишување, ама можам да ги дадам во форма на звездичка, која што, например, ќе означува дека задачата е добро сработена. Ова беше нешто со математика, мислам дека требаше да се напишат димензиите на фигурите. Значи, повторно, учениците одговарат, можам да видам кој како одговорил, можам сега да дадам повратна информација, да напишам добро, не добро, провери и така натаму. И сега оно што го кажав на почетокот, дека го одбрав начинот јас да водам презентацијата, односно наставникот, учениците да не можат да се движат низ слайдовите на презентацијата, можам да го променам. Тоа ќе го променам доколку кликнам на овие трите точки, магичните 3 точки, што секогаш кога не знаеме нешто, сигурно е таму во трите точки. И да одберам ова. Turn on student faced, најверојатно се чита. И сега, ако го изберам ова, кај вас ќе забележите дека ќе се појават овие стрелките долу на левата страна и можете да ги менувате слайдовите. Може да се вратите на почетокот, на било кој слайд вие сакате. Значи сега имате дозвола да се движите низ слайдовите. Кажете ми дали само се појави таа опција, би требало да е веќе активна. Значи јас се уште сум на овој слайд, ама вие може да се движите низ слайдовите. Не мора да, односно не сте на овој слайд што јас го споделувам. Тоа е, например, можност, дали доколку сме поставили некое прашање, за да видиме како учениците го совладале материјалот, ама сакаме да им дозволиме да се потсетат на оно што досега сме го кажале. Ако кликнам на стоп, се враќате на слайдот на кој што сум јас. Ја губите таа опција за движење низ презентацијата. Ова што го одбравме за крајот од лекцијата, нели да дадете ваше мислење како, односно што е тоа што сте успеале да го научите од лекцијата, повторно имате опција за пишување, пишувате или пак одите на ова со избирање на како се чувствуваш. Иако предходно ги внесовме овие слайдови во презентацијата, ја подготвивме, можеме да правиме, односно да внесуваме во самиот момент додека тече презентацијата, додека ни тече часот. Тоа ќе го направиме со ова New Prompt и повторно ќе ни ги даде овие слайдови кои што можеме да ги искористиме за да додадеме нешто интерактивно. Повторно ни се поделени на почетокот од часот, во текот на часот или пак на крајот од часот. Доколку избереме некој од овие, повторно ќе го вметнеме во презентацијата. Иако не сме го ставиле во презентацијата кога ја подготвувавме, да кажеме, пред почетокот на часот. И еве, повторно, значи ни се појавуваат одговорите на сите ученици кои што ни дале одговор, може да ги прегледаме, може да ги видиме како ни одговориле. Откако ни завршил часот, сме завршиле со презентацијата.
Ама сакаме учениците да имаат преглед на оваа презентација, а исто и ние да си имаме еден преглед на тоа што учениците направиле, што учениците сработиле. Значи сме завршиле со часот, сме завршиле со презентацијата, одиме на End. Кога ќе кликнеме на End, даваме наслов на презентацијата. Например, ова ни беше за суперлатив. Имаме Save and End Session. И тука сега ќе ни даде еден линк, кој што ако го ископираме, можеме да го споделиме со учениците и учениците ќе имаат пристап до оваа презентација и ќе имаат пристап до нивните одговори, како тие одговориле на поставените прашања. Ево, одиме на копи. Со овој линк што сега го испратив, значи вие ќе имате пристап до целата презентација и до вашите одговори. Ако кликнам на ова да ги отворам и Reflect and Review, ќе ми се појави избери студент кој што, нели, сакам да видам како одговорил, како одговорил, значи кои се неговите понудени одговори. Еве, например, ако одберам Тања, и сега можам да се движам низ сите слайдови на кои што еве. Ова е слайдот на кој што одговорила Тања, ова се нејзините одговори. Ова, значи ми дава всушност целата презентација, ама со одговорите на ученикот кој што го избрав. Ако одберам друг ученик, ќе ми ја даде, пак ја дава, нели, цела презентација, ама со неговите одговори. Одговорите на ученикот кој што сум го избрала тука. Си бирам кој ученик сакам да прегледам како одговорил, како работил во текот на часот. И ова се стои во на нашата сметка која што, нели, ја имаме креирано и можеме во секој момент кога сакаме да отвориме и да прегледаме, да видиме како учениците одговориле, што направиле. Сега исто преку линкот кој што ви го испратив, треба и вие да имате пристап до вашите одговори. Значи имате пристап до целата презентација и плюс ви ги дава одговорите на прашањата, како вие сте одговориле. Ако успеавте да отворите, мислам дека имате пристап до нив. И да излезам, значи, јас од презентацијата, не завршив, вие сепак ќе можете преку овој линк што ви го испратив за ревју да си имате пристап до презентацијата и до вашите одговори. Еве тука, значи ова е на сметката која што сме, ако одиме во сесии, ќе ни ги даде сите презентации кои што сме ги креирале, со кои што, нели, сме работиле, може да останат и незатворени.
може да останат и незатворени, да можете повторно да ги користите, а може и откако ќе ги затворите, повторно да ја отворите сесијата. Не е тоа проблем, значи ако веќе еднаш сте затвориле, да не може повторно да ја искористите. Тоа беше накратко оно што имам да го кажам за Пердек. Истото тоа може да го направиме и со, доколку, например, се логираме преку Microsoft. Разликата е во тоа што, ако ја се користам оваа Gmail адреса, која ќе им го испратам линкот на учениците, им бара да се логираат со Gmail. Ако го користам ова преку Microsoft, ако им го испратам линкот да ми се логираат на презентацијата, ќе им го побара линкот односно мејлот кој што си го користат за Teams. Јас на часовите го користив овој преку Teams, бидејќи е многу полесно. Овие помалите ученици немаат сите Gmail адреси и многу им е полесно да се најават со ова што ја користат за Teams. Дали има некое прашање за ова Пердек? Некој нешто да праша, да каже. Може би некој искуство, ако веќе некој ја има користено. Мислам дека многу лесно и едноставно може да се искористи за да се употреби. Не е ништо комплицирано, едноставно само одите преку најлесно е преку Google Slides, ја отварате презентацијата, одите на ова да биде со add-on со Пердек и може да ги искористите сите овие можности кои што ги нуди овој вид на презентација. Ако нема прашање за Пердек, тогаш да продолжиме на Edpuzzle, кој што исто така е еден вид на интерактивна апликација, веб страна со која што може да направиме интерактивна, ама сега се работи за видео. Значи видеото да го направиме интерактивно со тоа што може да додадеме прашања на кои што учениците ќе одговараат. Алатката која што ќе искористиме за тоа се вика Edpuzzle. Само јас ќе се вратам назад, ќе се одјавам за да edpuzzle.com. И ќе се одјавам. edpuzzle.com и ви го дава ова. Sign up, I'm a teacher и повторно ви дава опција да се логирате преку Google или пак да си направите посебна сметка. Најлесно и наједноставно одиме преку Google. Сега овде мене ми се појавува името на училиштето, ама тоа потоа го уредувате во профилот. Си пишувате училиште,
Мислам дека се пишуваше и држава од која доаѓате, не се сеќавам точно што, ама тоа е една наједноставно, нели, креирање на сметка. Што може да правиме со Edpuzzle? Edpuzzle ни дава можност да направиме едно видео интерактивно. И тоа видео може да биде било кое, било од каде, наше, собствено, или пак едноставно да го одбереме односно да го симнеме од YouTube. Во Add Content имаме Create a Video. Create a Video доколку користиме наше видео или пак Upload a Video доколку сакаме да искористиме некое видео кое што се извинувам, обратно е. Ова е ако сакаме да искористиме некое видео кое што веќе го имаме во нашиот компјутер или во Google Drive, а другото е доколку сакаме да искористиме од YouTube. И сега ни дава можност од Edpuzzle Community да искористиме веќе некое кое што е додадено или пак од YouTube да одбереме од понудените, доколку ни одговара од овие тука што ни се понудени, но не мора да значи дека може да одбереме од нив, туку може, например, да си додадеме некое видео кое што ние сакаме, односно кое што нам ни одговара. Како да го направиме тоа? Едноставно со копирање на линкот кој што сакаме да го ставиме. Ова мислам дека беше нешто за броевите. Го копираме линкот. Го копираме линкот и го додаваме овде. И еве го видеото кое што сакаме да го направиме интерактивно. Имаме опција за кат. Например, ако видеото е премногу долго или не ни требаат сите делови кои што се дадени тука, може да го исечеме. Еве, например, ова не сакам да стои тука. Значи да си почнува од тука. Ова можем со движење вака да го променам. Еве, тоа на почетокот не ми треба, го исеков. На крајот, например, нешто ако има плюс, може би во средина ако сакаме нешто да отфрлиме, исто така може да го направиме со кат. Прашања. Имаме со повеќе понудени одговори или со отворени прашања. И сега пишуваме прашање, например, како е еден. Ја бил 20, мислам. Добро, и не е толку важно, сега само колку да видите како функционира. И сега тука, нели, нормално треба да ги дадеме одговорите. Например, ќе пишеме и ова ќе го означиме како точен одговор. Тука ќе ставиме this, ова ќе ни биде неточен одговор. И одиме на save. И сега ова прашање ќе ни се појави тука. Ако, например, не сакаме прашањето да биде тука, сакаме да го подместиме, тогаш со движење можам да го носам каде сакам.
ќе ми се појави прашањето тука. Пример, сакам да има некое прашање тука. Повторно одамна. Еве, например, ова нека биде отворено прашање. Да напишат како е 23. Може да додавате колку сакате прашање. Може, ако некаде сте го ставиле прашањето, например сега ова за 20, можам да го преместам тука, можам да го преместам на крајот. Значи, не мора да значи ако сега го ставив тука прашањето или на 20 секунди, дека мора да стои тука. Можам да го менувам и да го носам каде што ми одговара. Откако завршивме со прашањата, сметаме дека нели е се во ред, одиме на финиш. Тука може да направиме еден преглед, да видиме како ќе биде. И сега, следи видеото. И сега, кога стигна до оној дел, до она минутка таму каде што го поставивме прашањето, еве го прашањето. Напиши како е 23 на француски. Сега, како тоа да го споделиме со учениците? Ова е тоа што сега го направивме. Значи, оди во контент. Може да го направиме како задача, но тука е малку... Доколку го направиме како задача, значи ќе мора да ги додадеме учениците со нивната имейл адреса, доколку сакаме да имаме преглед на оно што учениците го направиле, или едноставно може да го споделиме линкот да биде како вежба или задача. Сега јас ќе споделам на неколку, за да видите како ќе се појави кај вас кога ќе го отворите видеото. Значи, за да имаме преглед на оно што учениците ќе го одговараат, треба претходно да ни бидат внесени учениците во MyClass. И сега мора да бидат со Gmail адреса. Значи, ги внесуваме со нивната Gmail адреса. Преку тоа што одиме на Invite Students и ги додаваме со нивната Gmail адреса. Нема опција за Teams. Значи нема опција преку оној мейл што го имаат преку Microsoft Teams, туку само преку Gmail адреса, доколку сакаме да имаме преглед на она што учениците одговориле. Тогаш во assignment ќе ни се појават и нивните одговори, значи ќе имаме преглед. Вака само можеме да го споделиме линкот како некоја, не знам, вежба, како некоја плюс активност со која што
би го пренеле оно што сакаме да им го предадеме на учениците. Креирањето, значи, воопшто не е тешко, само одите на контент и додавате new content, значи многу лесно може да направите вакво интерактивно видео, само што подоцна, нели, она кое што би требало да го имаме како преглед, како повратно од учениците, претходно би требало да ги имаме внесено учениците овде во Edpuzzle, за да имаме преглед на тоа како одговориле. Така би било само споделено, чисто како една вежба. Значи, на почетната страна одиме само на Add Content, Create a video од YouTube, Upload a video, ако имаме видео кој што сакаме да го претвориме во интерактивно, а го имаме во нашиот компјутер, и мислам дека видовте многу лесно се прават, се додаваат и прашањата, и доколку сакаме, нели, да промениме нешто во должината на самото видео. Дали има некоја прашање за ова Edpuzzle? Некој, ако сака нешто да праша, да каже. Ако не, тогаш да продолжиме на следната. Learning Apps, која што пак ни овозможува да направиме или да веќе да искористиме, бидејќи има многу кои што веќе ги има направено од во вид на интерактивни квизови. Learning Apps. Е страната. Овде мислам дека нема можност да се логирате преку Gmail или преку некоја друга од овие сметки кои што веќе ги имаме, туку едноставно си правите ваше и се логирате. Мислам, нели, нормално треба да имате адреса која што ќе ја внесете, но си правите ваков нов акаунт. И еве го Learning App, само ќе го сменам јазикот. Доколку сакате да искористите некоја која што ја има веќе од понудените, може да изберете било кој од овие, има од повеќе области. Мислам дека на македонски нема, не сум сретнала до сега. И може да изберете некоја која што веќе ви одговара, веќе е направено од некој друг, или пак да си креирате своја собствена ваква интерактивна задача, интерактивен квиз. Одите на Create App, бирате каква да биде. Ова може има во форма на крстозбор, осумнасочник, да ги спојувате паровите, да ги подредувате со повеќе избори во форма на квиз, да направите служувалка и така натаму. Еве, јас ќе покажам една од овие. Да ги споите сликичките со соодветниот пар. Еве, ова е пример како изгледа. Значи, ова е со случај и треба со влечење да ја ставиме на соодветната сликичка.
Значи ова ни е дадено само како пример да видиме како функционира овој вид. Ако сметаме дека сме завршени, ниедно не погодив, бидејќи не ги слушнав. Одиме на Create New App. App се извинувам. Тука може да напишеме опис, ама и не мораме. И како ја правиме задачата. Текст, например, не знам, нека биде јаболко, слика. Може да искористиме слика која што е од некоја веб страна. Може да донесеме сликичка од нашиот компјутер, а може и тука на лице место да си побараме сликичка која што ќе ни одговара. Јас ќе изберам ова. Use this. И еве